Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во првото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Токму тоа се двете цели на серијалот кој што го почнуваме денеска. Прво, здравствената едукација. Сакаме вистинските здравствени информации од проверени извори да ги донесеме до вас. Да бидете информирани за своето здравје, бидејќи информациите за здравјето често пати значат здравје. Вториот дел, втората наша цел, е да помогнеме во промоција на општествените иницијативи за подобро здравје. Дали зборуваме за исхраната во градинките, дали зборуваме за исхраната во училиштата, или пак за физичката активност, за пушењето, одвикнувањето од пушењето или од алкохолот. Гледаме дека имаме плодни полиња на кои што можеме да покренеме иницијативи со цел подобрување на јавното здравје. Како ќе го правиме тоа? Секоја недела во 17 часот ќе ги каниме стручните лица во Република Македонија. Тие кои што се докажале во својата област и кои што знаат и умеат да објаснат што е важно за нашето здравје. Денеска, за жал, се чини дека темата за јавното здравје е киднапирана. Имено, на социјалните мрежи ќе најдеме како многу се дискутира за здравјето. Меѓутоа, многу ретко таа дискусија ја водат лица со медицинска едукација. За жал, иако тоа некогаш може да биде наивно, можеме да зборуваме, например, за сокот целер, како тоа наводно го детоксицира нашиот организам. И тоа е наивна и симпатична тема. Но, кога ќе почне да се зборува како да се лекуваат сериозни болести, со методи кои што се надвор од официјалната медицина, тогаш веќе зборуваме за реално загрозување на здравјето на граѓаните. За да не дојде до тоа, секоја недела со нашите гости ќе зборуваме за медицината базирана на докази. Денеска почнуваме со првото прашање. Здравјето на нашата нација. Си го поставуваме прашањето: колку сме здрави како нација? Ќе видиме. А како се мери здравјето на една нација? Секако не врз основа на лични впечатоци. Станува збор за научна тема и како таква мораме да се водиме според официјалните податоци, односно според информациите од Институтот за јавно здравје. Има два параметри кои што ни помагаат да го одредиме здравјето на една нација: морбидитет и морталитет. Ние ќе почнеме од крајот или од морталитетот, од смртноста. И на тој начин ќе ја представиме големата слика за здравјето на нашата нација. Прво и веднаш впечатливо е дека речиси 60% од смртноста во нашата земја отпаѓа на кардиоваскуларните болести. Тоа е по сите стандарди кај нас доминантниот фактор на смртност. Веднаш потоа, иако 3 пати позади, далеку позади би рекол, доаѓаат неоплазмите или малигните болести. И се останато од прилика помеѓу 23 и 25%. Гледајќи ја големата слика, сваќаме дека речиси 3/4 од смртноста на населението во нашата земја отпаѓа на срцевите болести, на малигните болести, на дијабетот и неговите последици, или би рекле на незаразните болести. Таа голема слика ќе ја обработуваме во нашиот серијал. Денеска почнуваме токму со неа и затоа сакам да ви го представам мојот гостин, доцент доктор Игор Спировски, со кој што ќе зборуваме на денешната тема. Колега, добре ни дојдовте. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Во исто време ви честитам за почетокот на една ваква добра иницијатива и ви посакувам среќа во вашиот серијал. Ви благодарам, задоволството е наше. Секој втор смртен случај во нашата земја или отпаѓа на срцев удар или отпаѓа на мозочен удар. Дали е тоа прифатливо? Не, краткиот одговор на тоа прашање би било не. Не смееме да ја прифатиме таквата ситуација, затоа што иако кардиоваскуларните болести се доминантни причини за смрт во најголем број од државите во Европа, и во развиените, и во земјите во развој, сепак тие не треба да бидат во толкав процент застапени
односно нивната преваленца кај нашето население како причина за смрт не треба да биде во толкав обем застапена. Така што краткиот одговор се бил не. Да. Ако земеме да се споредуваме со останатите земји од Европската Унија, каде би биле ние? Ако 60% од смртните случаи кај нас од прилика отпаѓаат на кардиоваскуларните болести? Една Франција или не знам останатите, каде би се движеле? Што би било поголемо, а што би било помало на таа слика? Па веројатно кардиоваскуларните болести секако ако се споредуваме и со другите држави и кај нас ќе бидат доминантни во тие држави. Она што кај нив е подобро во однос кај нас, во однос на нас секако, е тоа што кај нив тие болести се случуваат многу подоцна. Така. Тие болести Така. и таа смртност се ова многу подоцна во животот. Проблемот кај нас, гледајќи оваа слика, е што овие незаразни болести кои вие во стартот ги спомнавте како убедливо доминантни. Така. Во 21. век се убедливо доминантни тие болести како причина за смртноста, е тоа што кај нас имаме поголемо учество на така наречената предвремена смртност. Ако зборуваме за смртен случај на 65 години од срцев удар, дали ова спаѓа во предвремена смрт? Апсолутно. Според денешните гледишта, според дефинициите кои што ги дава Светската здравствена организација како врвно тело, како врвна организација која што се занимава, би рекле, со глобалното здравје, таа смрт на човек од срцев удар на 65 години не би требало да се случи. Односно, тоа е предвремено умирање. Така. Да ја дефинираме таа предвремена смртност, ако дозволувате во овој момент, Да, тоа е смртност поврзана со незаразните болести, затоа што таа предвремена смртност вообичаено се поврзува со незаразните болести. Ако ја дефинираме во врска со тие болести, е умирање Така. од 30-та до 70-та година, значи помеѓу 30 и 70 години, од овие 4 големи групи на незаразни болести кои што вие ги спомнавте, односно од кардиоваскуларните и цереброваскуларните болести, од малигните заболувања, од болестите на респираторниот систем и од дијабетот и неговите последици. И сега зборувавме за последиците. Може ли малку да отидеме кај причините или кај причинителите? Или да зборуваме за ризик факторите, како што велиме ние во медицината? За кардиоваскуларните болести зборувајќи, кои се главните причинители или така наречени модифицирачки фактори кај што ние можеме да имаме влијание? Така е. Колку што болестите се последици, главно се факторите на ризик и во вашето прашање спомнавте зошто се главни факторите на ризик, затоа што поголем дел од нив Така. се модифицирачки, така наречени, односно на нив можеме да влијаеме. Да поедноставиме, не можеме да влијаеме дали ќе се родиме како маж или жена, Така. дали ќе се родиме со бела или со друга боја на кожата, или пак каде ќе се родиме и кои ќе ни бидат родители, што ќе наследиме од нив во однос на ризиците. Меѓутоа можеме да влијаеме на тоа дали ќе пушиме, Да. што ќе јадеме, колку и како ќе бидеме физички активни, или дали ќе правиме дополнителни влијанија врз нашето здравје кои што ќе одат код негово загрозување. Така. Јас би замолил да отидеме, ако може, на следната слика, за да можеме да го продискутираме следниот момент. Тоа што сакаме да го разгледаме сега како една почетна состојба. Зборуваме за состојбата со незаразните болести кај нас. Податокот е од 2018 година, ќе го препознаете од Институтот за јавно здравје од Светската здравствена организација. Тука е тој првиот момент за кој што зборувавме, предвремена смртност и 22%. Меѓутоа тоа што следното се појавува, физичката неактивност, 51%. 51% од нашето население нема никаква физичка активност. Што значи тоа никаква физичка активност? Физичката активност морам да признам дека е многу тешка за мерење Така. и е склона на субјективизација. Но некаква мерка, нели? Некаква мерка е дека 51% од нашето население воопшто не практикува физичка активност, дури ни она физичка активност од типот на пешачење, кое што само пешачење како такво не можеме да го сметаме за физичка активност и за тоа има стандарди. Така е.
кое пешаче не е физичка активност, а кое не е, значи 51% од нашето население воопшто не прави никаква физичка активност која што би придонела кон подобрување на нивното здравје. Или би рекол што велиме тоа по дома. Активни сме по дома, кога вака разговараме нели со пациентите низ разговор, ќе речат: "Абе јас цело време сум на нога", нели, низ дома постојано има некакви активности, но тоа не се брои за физичка Не активност. се брои за физичка активност. Следното, внесот на сол, 12 грама на ден. Зошто е тоа важно? Солта, внесот на сол е сериозен ризик фактор на кој што се посветува се поголемо внимание. Солта, како што знаеме, да тргнеме од незините позитивни карактеристики, таа е важна за одвивање на процесите во нашиот организам, со она Ни треба. позната натриум-калиумова пумпа и така натаму. Како минерал е важна. Важна е и од друг аспект, заради тоа што нашата сол се јодира и по нашите законски прописи Имено. мора да биде секоја сол за хумана консумација јодирана. Меѓутоа, 12 грама сол дневно по човек 2,5 пати? 2,5 пати над препораките на Светска здравствена организација, која што вели 5 или помалку грами на сол за возрасен човек. Така што тоа е далеку над препораките и во споредба секогаш мора да кажеме каде сме во однос на другите, како за физичката неактивност и за предвремената смртност. Тоа е меѓу полошите внесови во европскиот барем регион на Светската здравствена организација. Во европските рамки, ако се анализираме, мислам дека пушењето дефинитивно не дига некаде во самиот врв, ако се компарираме со здравјето на останатите нации сега низ овие параметри, но дефинитивно и солта не става прилично високо на ранг листа. Не става прилично високо. Следното е пушењето. Пушењето е нешто за кое што има, би рекол, унисон став на секаде и во сите држави кои што и малку се грижат за здравјето на својата нација. Пушењето е апсолутен ризик. Така е. Пушењето е нешто кон кое што има фронтална борба и морам да кажам, во поголем дел од земјите во светот, таа борба е на граница да биде добиена. Да. Значи, освен кај нас. Кај нас за жал не е така. Да. И во определен дел на држави во нашава околина се уште не е така. Меѓутоа тоа подитно треба да се смени ако сакаме нешто да постигнеме. Дефинитивно. А знаете, колега, јас многу прати кога разговараме вака и ќе бидам прашан и ќе ме коригирате ако не сум во право, кој е проблемот број 1, бидејќи нели сакаме да дебатираме за тоа што е проблемот број 1 во генерално во јавното здравје. Јас кажувам дека пушењето од прилика, сега немаме официјална ранг листа, меѓутоа пушењето, тие 46%, дефинитивно се тука некаде на самиот врв. Јас апсолутно се согласувам со вашето тврдење, од причината која што ја кажавме во првата реченица која почнавме темата за пушење. Значи, за пушењето нема несогласување. Така. Пушењето единствено прави штета. Значи, нема ни една корист од пушењето како навик. И јас морам да ви кажам овде и пред вашиот аудиториум, тоа ви го кажува бивши пушач. Значи, некој кој што пушел и кој што пред 5 години го сватил тој факт и престанал. Така што нема оправдување во ова време тоа да биде на дневниот ред во врска со здравството. А за жал толку високо. Многу ми беше интересно минатава сезона и следната ќе биде така, кога беше загадувањето и сега сега веќе ќе биде штама. Дувна ветер, нема загадување и нема да зборуваме на таа тема. Загадувањето беше толку гласно зборувана тема и никогаш не било ни приближно како пушењето, а пушењето е далеку па броиме колку смртни случаи има од загадениот воздух, а испуштаме да броиме пушењето колку повеќе придонесува за смртноста. Тоа е за жал, колега Александар, тоа е за жал затоа што ние се уште зборуваме за загадување на воздухот во надворешни услови. Така. Светот се повеќе, оние земји кои што го решиле тој проблем, се повеќе зборуваат за пушење во внатрешни, во загадениот воздух дома. Загаден воздух дома. Загаден воздух во нашите автомобили. Сигурно знаете дека Велика Британија и определени земји од западниот свет забранија пушење
Во собствен собствен автомобил доколку автомобил. во колата има дете. Има дете. Да, да. Тоа е законска регулатива, за тоа ќе одговара оној што пуши во автомобил кога во автомобилот има дете. Мислам дека е многу логично вака, дури и да се чуди човек зошто да треба да се регулира, но ете, подобро да се регулира кога се појавува. Затоа што нема друг избор Нема друг и начин. затоа што е сериозен ризик по нашето здравје. И особено по здравјето на децата. Секако. Да. За нив дополнително. Алкохолот вели 8 литри по глава на жител. Како е тоа од прилика во таа ранг листа? Јас мислам дека во таа ранг листа ние не сме во најлошите. Добро. Затоа што има земји низ Европа. Јас можам да зборувам за нашиот регион, со кој што може да се споредуваме. Секако и во другите делови на земјинава топка, да речам, има земји кои што и се развиени и треба да ни бидат репери, меѓутоа ние мора да го гледаме во контекст. Да. За се што зборуваме, мора да го гледаме во контекст на географијата. Така што алкохолот секако е проблем, меѓутоа алкохолот се уште не е на ниво на пушењето во однос на неговите негативни здравствени ефекти, кои што ние ги знаеме дека постојат. Меѓутоа, и во препораките кои што ги даваме, препораките за исхрана и така натаму, кажуваме колкаво ниво на алкохол е дозволено и што значи доколку се прими една алкохолна единица или повеќе алкохолни единици во однос на нашето здравје. Така што алкохолот секако треба да биде фокус на него и има сериозен фокус во Европа во однос на политиките за алкохол, за достапност, за консумација. Меѓутоа, ние не сме во земјите кои што е доминантен проблем тоа. А тоа, така е. Покачениот крвен притисок. Речи си третина од населението, 28%. Покачениот крвен притисок во однос на оптовареноста со болести. Секогаш кога зборуваме со оптовареност за болести, зборуваме и за други параметри, односно не само болеста како болест која што се појавува, зборуваме и за влијанието што го има кон животот и оспособувањето некој човек да живее со некаква болест. Да. Тоа се вика, секоја болест е определен начин некаков инвалидитет. И живеењето со инвалидитет придонесува да имаме така наречени здравствено-економски индикатори кои што проценуваат колку определена болест оптоварува или ризик фактор го оптоварува населението во една држава. Ние како луѓе од јавното здравје го гледаме големата слика, популацијата е наш условно пациент. Да. Ние немаме еден пациент. И целиот овој вовед за да докажеме дека во Македонија, согласно податоците кои што ги имаме, покачениот крвен притисок е ризик фактор број 1 во однос на глобалната студија за оптовареност со болести. Крвниот притисок е ризик број 1. Е ризик број 1. И тоа е, мислам, многу важно да го нагласиме, бидејќи некако за високиот крвен притисок, бидејќи е толку чест очигледно, особено пак и повозрасната популација, што заради фреквенцијата на застапеност луѓето некогаш го сваќаат како добро 130-40. Како вообичаена ситуација која што А не е така, нели? 130 е едно, 140 е друго, 150 е трето. И тоа не се баш да се кажуваат во еден мах како да се исти проблеми. Не се исти проблеми и секако има индивидуална толеранција кај во однос на притисокот, многу е тој субјективно да речем влијателен дава, не дава симптоми. Дава или не дава. Меѓутоа, секое покачување на систолниот над 140 или на диастолниот над 90 се смета за хипертензија. И таа треба да се управува преку различни начини. Колегите кои што ги водат своите пациенти во својата област знаат како тоа се прави. Меѓутоа, важно е пациентите да го разберат дека тоа е сериозен ризик по здравјето и не треба да се играме, односно треба да го почитуваме она што ни го кажал нашиот лекар. Нема денеска ми е подобро и не ги пијам лекови. Не ги пијам лекови. Не. Лековите се пијат секој ден согласно режимот кој што е даден. И конечно стасавме до дијабетот и обезноста. Дијабетот и обезноста или дебелината се народно кажа. Голем фокус во однос на ризик факторите, велам се уште ризик факторите заради дебелината. Дијабетот е болест, но дебелината се уште е ризик фактор кај нас. Во Америка и дебелината е болест. Таа е дефинирана согласно нивните
нивните водичи, дебелината е болест. Препораките и желбата на врвните тела кои што се занимаваат со јавното здравје е да се прекине со растот на дијабетот и дебелината. Так. Значи, ако не Да стасаме до една... барем да стасаме до плато, ако не почнат да ни паѓаат. И таа цел е зададена во Кај два сме документи. ние? Сме стасани до платото Ние или се уште туркаме ние нагоре? се уште сме во нагорна линија и тоа не го стигнуваме. Ако не направиме некаква промена посериозна на сите нивоа, од здравствен систем до индивидуа, Да, од и на макро до општествено ниво. микрослика, Да. нема да ја достигнеме таа цел. Дебелината кај возрастните и дебелината кај децата. Во двете сме лоши. Можеме да одиме и на следниот слайд и да продолжиме да ја прикажуваме таа слика на јавното здравје или сликата на здравјето на нашата нација. Ова го препознавате. Да. Индексот на телесната маса. Секако, за да го објасниме за нашите гледачи, за да биде појасно, што представува и што можеме да заклучиме од оваа слика? Индексот на телесна маса или кај луѓето веројатно попознат по англиската терминологија на Body Mass Index, за кој што многу мина зборуваат, е антропометриски параметар. Значи параметар на мерење на висината и тежината и нивни соодност, не соодност само на висина на тежината, туку има тежината во килограми, висината во метри на квадрат. Се мери во килограми на метри квадратни, убаво е прикажано на слайдот кој што го имате овде одбрано. И ни означува антропометриска состојба на нашиот нутритивен статус. Така. Има Како се дели, да го објасниме тоа? Нормално, зголемена телесна, како е поделено тоа? Физиолошка вредност на индексот на телесна маса би требало да биде 18,5 до 25 килограми на метар квадратен. И се што е над тоа е покачено. Се што е над тоа е зголемена телесна тежина или дебелина. Првото е зголемена телесна тежина од 25 до 30. А дебелината? Над 30 има 3 класи на дебелина. Од 30 до 35 прв степен, од 35 до 40 втор и над 40 така наречената морбидна дебелина. И овие трендови кај нас растат, така? Овие трендови кај нас растат. Можеме да одиме сега на следниот слайд и да го поврзаме овој со следниот, а тоа е нивото на физичка активност, овој пат разделено по пол, меѓутоа да го дебатираме и од аспект, немаат физичка активност, што значи умерена и што значи помеѓу двете категории? Претходно спомнавме дека половина од населението нема физичка активност. Препораките наши национални, кои што се во најголем дел согласени со препораките на Светската здравствена организација, препорачуваат ниво на физичка активност за подобрување на нашето здравје кај возрастно население од најмалку 150 минути неделно. Така, 150 минути неделно, тоа би дошле 30 минути на ден? Па и помалку од 30 минути на ден, ако има 7 дена во недела. Ако имаме 5 деневе, 2 ако одмараме, ако одмараме, тоа се 5 дена да имаме по 30 на минути. Но колку брзо треба да одиме? Како треба отприлика да се испотиме, да дишеме? Па во најмала рака да се смени нашето дишење и работата, нашата срцева работа. Значи да има некакво тип на потерување. Ние велиме брзо одење е некакво препорачано ниво на умерена физичка активност, кое што по 30 минути дневно би ни дало здравствени ефекти. Да се разбереме, слайдот е добар и ние го прикажавме во документите наши кои што ги публикуваме секоја година, во годината кога ова се разбира од кај вас земено, од податоците на Институтот за јавно здравје. Поделени се умерена физичка активност над 150 и под 150 минути. Секоја физичка активност дава корист. Тоа сакав да го истакнеме. И под 150 минути, ако биде неделно, имаме некаква корист. Но над 150 минути, доказите велат дека сигурно ќе има позитивни здравствени ефекти. Читав некои научни студии кои што велат дека дури и неколку минути на ден не се фрлени во вода. Сигурно. Значи, ниедна физичка активност не е фрлена во вода и секогаш треба да се практикува. На секој начин кој што ќе најдеме да правиме физичка активност, да практикуваме, треба да го користиме. Да користиме скали наместо да користиме лифт. Ако живееме до трети спрат, нема никаква логика да користиме лифт. Или на работа. Ако таму кај што работи има 3 или 4 спрата, лифтот никогаш не треба да се користи. Секако.
кога зборуваме ова, не сакам луѓето да сватат дека човек кој што има здравствени проблеми, Ние за кој што генералната има- популација зборуваме. зборуваме така е, за да, популација која што во определени норми кои што се дадени е здрава. Да, така е. Секогаш треба да се користат скарите. Ако одиме со јавен превоз, ќе се симнеме една постојка порано. Една станица порано. Зошто да одиме до местото, ќе симнеме една станица порано и ќе ги добиеме тие 10-20 минути од вкупните 30 кои што треба да ги направиме. Ако се поделени овие 30 минути, дали е проблем? Например, Не е никаков проблем. Значи, Абсолютно два не е пати по никаков 15 проблем. минути, одење на работа, враќање од работа и тоа може да ни ги даде Сме ја 30. завршиле работата. Да, и работата За сме ја нашиот, завршили. за нашиот Можеме сега да одиме и на следниот слайд, за да разговараме за уште една многу важна тема. Само да ја допреме, бидејќи таа заслужува посебна емисија. Зборуваме сега, можеби не толку истакнато да се гледа, но зборуваме за присутноста кај за дебелината или прекумерната телесна тежина кај децата. И овде е каде е поставена Република Македонија, од прилика гледаме 31% застапеност, ова се останатите земји во Европа. Гледам некако дека бегаме према врвот. Да. Ова се податоци на студијата за состојба всушност на дебелина кај децата училишни во нашата држава, која што Институтот за јавно здравје со поддршка на Светска здравствена организација ја прави на секој 3 години и ова го зборуваме во моментот кога почнува собирањето на податоци за 2019, пошто овие се податоци од 2016 година. Од 16 година, кои што се публикувани во 2000, крај на 2017 и почеток на 2018 година, и кои што ни покажуваат дека нашата состојба не се подобрува, односно го немаме достигнато се уште платото. Значи, се уште кај нас дечињата од година во година наоѓаме како имаат се поголема и поголема телесна тежина. Така е. Ова е многу сликовит слайд во однос на тоа што гледаме кои земји се во нашата околина и кои земји се со најголем проблем. Да. Ги гледаме земјите кои што се на Медитеранот и кои што би требало да ги имаат сите услови. Да, сонце, убаво време, релативно ефтина храна, добра храна, можност да се практикува физичка активност 9-10 месеци во годината. Колку е за децата? Колку е за децата дневната препорачена физичка активност? Одлично прашање и благодарам тоа што го поставивте, пошто ќе го заборавевме. Децата имаат различни, како и мерењето на сколемената телесна тежина и дебелината, така и препораките за физичка активност се различни. Препораките за нив се 60 минути секој ден. Така. На оваа умерена физичка активност. Да, значи дупло и секој ден 60 минути. Треба децата да имаат за да имаме физичка активност која што поддржува здравје, која што ќе поддржи дополнителни други напори. Не велиме си игра, туку треба нешто малку повеќе физичката активност да биде, не си седи дома си игра со играчките. Так, да биде. За таблетите да не зборуваме. Да. Тоа е башка тема. Да, башка тема. Меѓутоа, ова покажува што значи да се има решеност да се сменат работите и што значи да се има волја на властодржците, на оние кои што решаваат за нашето здравје и какви услови ќе обезбедат. И ова е сериозен здравствен проблем за Ене ги земјите ги гледате на десната страна земјите од Скандинавија, кои што имаат 9 месеци зима или 8 месеци зима, кои што немаат никакви услови, кои што имаат екстремно скапо овошје и зелено, сите што сме биле таму, знаеме дека да се купи едно јаболко и да се купи една кајсија, треба пола од нашата дневница да ја потрошиме. И децата кај нив се сепак послаби. Нивните држави во определен период на нивниот развој решиле дека имаат проблем. Да. И спровеле лепеза на политики од највисоко ниво, односно од регулатива, до индивидуално ниво, односно стекнување на навики, кои што придонеле ситуацијата да биде таква каква што е. Ние доцниме, има објективни, но и субјективни причини, но никогаш не е доцна да се подобри ситуацијата. Јас се надевам. Некои работи се направија во минатиот период. Ние донесовме препораки за исхрана на општо население и препораки за исхрана за мали деца. Пробавме да направиме промени во навиките во однос на тоа што се јаде во институциите. Тие спомнавме вашето во градинките, во основните училишта. Има позитивни промени. Но ова е тема што постојано бара, Очекуваме резултат. Во јавното здравје нема брзи решенија. Нема денеска решиме, утре ќе видиме резултат. Ефектот за 2, 3, 4 години ќе го видиме. Најмалку. Така што за тоа треба трпение и решеност да се опстои
но тоа што сме Момент. на патот на кој што сме отргнали. Знаете што е интересно? Тоа што сум го приметил дека нели ние еднаш ке направиме некоја кампања, нека биде на пример кампања за пушењето. И сега се случи таа кампања, не ни знам веќе која 2007 или 2008 година, и тоа како да ни е пречкртнато, тоа како да веќе завршивме со тоа. Во Велика Британија, каде што сум бил и каде што следам што се случува, има континуирана кампања за миење раце. Значи, никогаш не ги сметаат темите, дури и напредните општества, вака важните теми. Не ги баталуваат, не ги сметаат, добро, имавме сега една кампања за пушење, добро, туку континуирано се вложува. Така е, тоа не е ситуација која што треба да почне и да заврши. Имаме нови генерации, постојано треба да ги учиме, така? Така е. Тоа како да кажувате дека оние кои што учествувале пред некој ден слушав еден прекрасен пример во однос на тоа, на сосема друга тема. Каде беа студентите беше прашањето во една држава соседна, каде беа студентите кога тоа се случуваше пред 10 години? Да. Па тука беа, 8 години имаа. Така. Тие не беа студенти, тие не го знаеа тоа, Да. што се случуваше. Така што така и со замиењето за раце. Да. Тоа се навидум, теми на кои што, навидум да. тема кој што ние ја земаме така. Тоа А го воопшто знаеме, не е сме го наивна, апсолвирале. да. Тоа е Апсолутно не е фашоста на наивна. јавното здравје. Така што и темите за пушењето, кампањите се Континуирани. секогаш потребни, секогаш континуирани, И тоа се и препораките но на не Светската доволно, здравствена, но не така? доволно. Тоа нема да ја смени сликата само Именно. со тоа што ќе се фокусираме кон едукација на населението. Треба и Обштествени, ќе дојдат јасни промени. по велат англичаните bold, значи силни мерки, храбри мерки кои што ќе треба да ги донесеме на ниво на држава. Да се договориме дека сакаме да ја подобриме ситуацијата. Вака очигледно не може. Еве сега ќе одиме на следниот слайд. Оти, нели, досега кажувавме наука, кажувавме што се препораките, ги кажувавме и проблемите. Меѓутоа сега сакам да кажам еден пример, еден прекрасен пример за тоа што направила една земја. Дека овие проблеми со кои што ние сега се соочуваме не се нели нерешливи. Финска некаде во 60-тите години важи за број 1, вие тоа добро го знаете, важи Така е. за број 1 земја по застапеност на срцевите удари. И тога што велат? Океј, ние мораме баш за тие храбри мерки за кои што зборуваме. Ние мораме да превземеме нешто и тој проблем мораме да го решиме. И сега ја имаме сликата, примерот за цел свет. Како Финска во рок од 35 години од прилика успеа за 80% да ги намали смртноста, зборуваме од тие од кардиоваскуларните, нели од срцевите удари. Што направи Финска во тој период на 3 декади, за да може така драматично да ја спушти смртноста? Ова е одличен пример. И пример кој што вие добро знаете ка се учи како референца во сите школи Да. за јавно здравје. Студијата на Северна Карелија е фантастично нешто, односно проект кој што започна, тие го видоа програмот во 60-тите, јас мислам дека студијата е 72. започната 72 година. Да, 72 година и од тогаш имаат промени на неколку нивоа. Прво се променети политиките, се од таму почнува. Да. Почнува од решеноста на една земја да се справи со еден проблем. Тие решиле да се справат со тој проблем и прво донеле определени акти, нормативи во однос на тоа што и како треба да биде присутно за да се намалат ризик факторите. Присутно во однос на можност да се пуши или да не се пуши некаде, можност да се јаде или да не се јаде. Така. Во Финска, не знам дали знаете, во време на војната, богатството и во време на сиромаштијата се мерело по тоа колку едно семејство има путер. Кај нив. Да. Од тоа богатство сите настоивале што повеќе путер да имаат дома. Да соберат дома. Кога ќе го соберат, нормално дека ќе го изедат. Да. Кај нив, од тогаш е почнало да се размислува за реформулација. Не да се укине путерот, туку да се реформулира на пазарот да бидат достапни и негови замени или исти такви производи со помала количина на масти, нешто кон што денес се оди. Значајно го имаат внесот намалено на сол. Да. Пушењето предпоставувам. Пушењето го имаат редуцирано и намалено, нормално чекор по чекор.
сите Да. промени радикални се проблематични и тешки за прифаќање, меѓутоа чекор по чекор имаат воведено забрана за пушење на секаде до ден денес. Но тоа е во еден период од 30 на години, па и не е толку долго од аспект на, значи остварливо е гледаме, макар да ако пресечеме и на половина, ние пак ќе видиме дека нивниот успех е фрапантен. Нивниот успех е фрапантен и докажува дека може, дека не е ова теоретизирање, Да. туку дека навистина може. Треба повеќе време, меѓутоа ако не почнеме, нема да можеме да го достигнеме тоа што е наша цел. А Да. наша цел е нашето население да му овозможиме Да. како држава да живее подолго. На крај има индивидуални избори кои што сите ги правиме и кои што Така. сме свесни за тоа. И тие ќе ни направат проблем. Меѓутоа, како популација мора да се решиме и како држава дека треба нешто да направиме со здравјето на нашето население. Трајањето на нашиот живот е најкратко во регионот. Кај нас мажите За жал. живеат 74, а жените 78 години, во просек 76. Значи, нашето население живее најкратко За од жал. сите земји во својата околина. Деновиве во Америка се крена голема бука, Така. затоа што просечно трајање на живот во Америка за целото население е намалено за 2018 година од 77,7 во 2016 на 77,6 Оф. во 2018. Но, Да. ако се пресмета тоа во бројки, тоа значи Сваќаме, дека во таа година умреле нешто повеќе луѓе отколку што умреле од шпанската чума која зафатило и тој дел во Америка, значи над 600.000 луѓе. Да. Така што за тоа многу се зборува и тоа треба да биде некаква цел Да. која што да не се сваќаат тие бројки, вие што испомнувате на почетокот, да се сватат Како, како дека не можеме да ги поразиме или дека тоа се дадени Не. како исклесени во Тоа камен. се може да се смени на подобро и за тоа треба да се разговара без срам Да. и да се зборува, би рекол, на сите звона. Отворено. Да се Тоа ми беше и последното прашање до вас за денеска. Можно ли е да се подобри здравјето на нашата нација? Нашиот разговор имаше добар тек кој што мислам дека покажа доволно со факти и јас ви честитам на тој пристап кој што мора да се прикажат факти за да може да знаеме за што зборуваме. Така е. Мислам дека од ова што го зборувавме е доволно јасно дека ситуацијата може да се смени. Да. И дека не треба да се случат драматични промени, нити пак ќе се случат драматични промени наеднаш. И најдобрите мерки ние да ги донесеме, утре нема ништо да се смени. Да почнеме. Или задутре. Да. Меѓутоа мора да почнеме и да бидеме свесни дека сите фактори кои што имаат некаква улога, почнувајќи од носителите на одлуки, почнувајќи нас, луѓето кои што се професионалци во јавното здравје, колегите кои што ги лекуваат последиците, јас Така. велам кои што се справуваат со тоа кога ние ќе изгубиме битката. Така, така. Проблемите доаѓаат кај нив. Па се до терциерните куративни гранки на нашата медицина. Сите, затоа што и напредокот на медицината влијаел кон ова намалување, меѓутоа вие знаете дека тоа не е значаен Не е удел. тоа значаен Не е удел, доминантен удел интервентната кардиологија во решавањето Не. на овие проблеми. Не, друго е доминантно. Промените во општеството. Така што сите овие докази укажуваат дека можеме да ја смениме ситуацијата. Оваа ситуација во моментов не е добра. Така. Но можеме И дефинитивно да ја Апсолутно сме докажале дека тоа може да се смени кон различни позитивни примери. Да. Интервенциите во јавното здравје се долгорочни, меѓутоа пред некој ден имавме презентација на книга поврзана со јодниот дефицит, Така. една позитивна За јавноздравствена успех, за успех. Да, Успешна јавноздравствена приказна. иницијатива меѓу неколкуте земји во Македонија кој што има Драстичен. сериозен напред, меѓу неколку земји во светот зборуваме. Да. Во врска со нивната популација, со намалување на гушавоста, намалување на кретенизмот, нешто што било секојдневие во Можеме да минатото. имаме и уште еден успех од тој ранг, па зошто да не и од рангот на Сигурно, Финска. Сигурно. Колега Спировски, јас ви благодарам многу што се одзвавте на поканата, што дојдовте. Ќе ве поканам пак повторно да зборуваме на темите за јавното здравје. Секако, кога ќе имаме нови, се надам и по попозитивни резултати од истражувањата кои што ги правиме, со задоволство. Ви благодарам. Благодарам. На самиот крај од нашата прва емисија ќе завршиме со позитивниот пример на Финска.
Ќе кажеме дека големата слика или здравјето на нациите е нешто кое што може да се смени. Односно, една нација може драматично да го промени своето здравје кон подобро. Започнавме со тоа што главната смртност во нашата земја се кардиоваскуларните болести. Убаво го објаснивме тоа. Истиот проблем или сличниот проблем го имале финците некаде во 60-тите и 70-тите години, но направиле драматични промени. И низ 30 години успеале да дојдат до точка да намалат 80% од главната причина за смртност во нивната земја. Кога го поставиле прашањето, ајде да анализираме, да размислиме на основа на што се постигнати овие успеси, поделиле на 3 декади – 70-тите, 80-тите и 90-тите години. Само 3 фактора во 70-тите години 100% го објасниле прогресот. Покачениот крвен притисок, холестеролот и пушењето. Нивното намалување било доволно за да објасни во првата декада 100% од прогресот. Во втората декада, во 80-тите, овие 3 фактори објасниле дури 70 до 80% од главната, од намалувањето од прогресот, и последните, во третата декада, објаснувањето било некаде од прилика 70%. Сакаме да речеме дека токму овие интервенции за кои што денеска зборувавме, можат да го променат драстично здравјето на нашата нација. Како за крај, би заклучиле дека здравјето на нашата нација е променлива категорија. Можеме да зборуваме дека се полесно и полесно ќе се справуваме со овие болести ако почнеме што побрзо. Ако почнеме да анализираме, ако почнеме да ги гледаме бројките од Институтот за јавно здравје и ако здравствените политики, но и личното однесување го базираме според медицината основана на докази. Ви благодарам што бевте со нас во нашата прва емисија Доктор Митов советува.